Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Ова е говорот што го одржал Хазрети Мирза Тахир Ахмад на Интер, религискиот собир во Суринам. Погледнете од точка на гледиште на разните секти. Еден единствен извор изгледа дека е поинаков во боја. Разни следбеници на разни секти користат поинаку обоени очила. Што е вистината за исламот? Не е тоа само прашање на сунни ислам или шија ислам, и тоа како тие го интерпретираат шеријатот. Внатре во шиитскиот ислам постојат 34 секти, чија интерпретација на шеријатот се разликува една од друга. Потоа, внатре во сунитскиот ислам исто така постојат најмалку 34 секти, чија интерпретација на шеријатот се разликува една од друга. Постојат прашања за кои дури ни двајцата од улемот на различните секти не се согласуваат ниту во површните нешта, дури ниту во темелните предмети. Само треба да се прочита извештајот на Мунир Инкури. Судијата Мунир, главниот судија на Врховниот суд, бил еден од судиите кои биле одредени да ја истражат позадината, причините и постапките на антиахмадиската побуна во 1953 година. Кој бил одговорен, а кој не? Како да се дефинира муслиманот? Во текот на испрашувањето, судијата Мунир, секој муслимански зналец кој се појавил пред него, остро го испрашувал дали ја знае дефиницијата на исламот, која може да биде прифатена и од другите секти, што е она што може еднакво да се примени на секој поединец и со која дефиниција можеме да кажеме да, овој е муслиман и овој не е муслиман. Во извештајот на судијата Мунир може да се забележи дека немало ниту двајца зналци од сите испрашани муслимани кои се согласиле во една дефиниција за тоа кој е муслиман. Еден од испитаниците побарал повеќе време да размисли за оваа тема. Судијата Кајани, кој бил партнер на судијата Мунир, имал интересна смисла за хумор. Неговиот одговор на оваа барање бил следниот: јас не можам да ти дадам повеќе време, бидејќи веќе си имал 1300 години да размислиш за ова прашање. Зарем тоа не е доволно? Ако 13 века плюс уште неколку години не ти се доволни да бидеш во состојба да ги дефинираш самите темели на муслиманите, што е дефиниција за муслиман, колку уште време ќе побараш? Според тоа, ова е исклучително сериозна работа. Ако интерпретацијата на една секта биде наметната, тогаш не само немуслиманите ќе бидат лишени од темелното право на учество во законодавството, туку и внатре во исламот многу секти ќе бидат лишени од ова право. Интерпретацијата на која секта би требало да биде наметнета во законот на шеријатот. Постојат уште многу други проблеми. Например, според некои концепти на шеријатот, казната за прекршок толку многу се разликува од концептите на останатите секти, што исламот во светот би бил многу различно практикуван и сето тоа би оставило страшен впечаток на немуслиманскиот свет. Каква е таа вера која тука советува една казна за ист прекршок, а таму некоја друга? Прекршокот во одредени држави воопшто не е прекршок, туку токму она што треба да се прави. Ова и многу други такви предмети го прават прашањето за шеријатот скоро невозможно. Понатаму, тоа не се поклопува со темелните права на другите секти или се меша во многуте можни ситуации. Например, прашањето за земањето на алкохол. Алкохолот е забранет во исламот, во ред, но самото прашање дали тој прекршок треба да се казни и дали било која казна треба да биде наметната од луѓето на овој свет е тековно прашање.
Тоа е спорно прашање и за него се уште не постои согласност од луѓето на кое тоа се однесува. Која е казната за земање на алкохол? Чесниот Куран не спомнува никаква казна. Ова е темелен закон. Во книгата на законот и од одредени преданија, некои зналци заклучиле дека треба да постои казна. Но тој заклучок е неуверлив и самите преданија се оспорувани како неверодостојни. Според тоа, дали дел од муслиманското општество, како и огромен слој на немуслимани, ќе бидат казнети поради такви причини, кои сами по себе се сомнителни. Дали тоа е добро или не, тоа не е прашање. Но сепак, секаде постојат екстремисти, посебно такви кои настојуваат да го постигнат наметнувањето на шеријатот. Ке најдете многу екстремисти кои се потполно нетолерантни кон мислењето на другите. Според тоа, таквите нејасни области, екстремистите ќе ги земаат како несомнени области. Тие ќе речат: да, ние знаеме, тоа е нашето мислење. Тоа мислење е подкрепено од средновековен зналец или од наше мислење. И тоа е закон. Тешкотии со кои се соочува пакистанската влада поради озаконувањето на шеријатскиот закон. Оваа разлика неодамна отворила дебата во Пакистан и Наваз Шериф, премиерот на владата, на крајот одлучил дека шеријатот нема да биде прифатен од ниту една секта. Законот донесен во Пакистан е дека тие ќе ја прифатат врховната власт на Куранот и ќе се согласат во тоа дека во земјата нема да биде донесено никакво законодавство кое би било спротивно на куранските учења. Но надвор од тоа, тие нема да прифатат никакви правила и одредби кои потекнуваат од државниот закон како законодавни наредби од Бога. Значи, ако тоа го оставиме настрана, што како општ принцип останало во шеријатот, како што е изразено во честниот Куран, во која светлина и на што треба да се настојува да се исламизираат законите на земјата. До сега е сосема добро. Јас мислам дека премиерот бил во состојба да се извлече од многу тешка ситуација, но не за долго. Улемата веќе му стои на вратот. Тие исто така инсистираат на тоа дека шеријатскиот суд не само што треба да постои, веќе постои шеријатски суд, туку дека неговата моќ треба да биде зголемена. Конечното овластување за тоа дали законот е во склад со исламот или не, треба да му се предаде на шеријатскиот врховен суд. На тој начин, рамнотежата на моќта ќе биде префрлена од избраните членови на државата на екстремните оџи. Така, кога еднаш ќе прифатат она што е непрактично да биде наметнато, тогаш тоа секогаш ќе води кон разни тешкотии и ќе биде невозможно да се продолжи без понатамошни компликации. Начинот на живот на денешните муслимани не е навистина исламски. Ова се некои од тешкотиите, но тука е и друг многу важен проблем. Начинот на живот на муслиманите во повеќето земји не е навистина муслимански. Погледнете, вам не ви е потребен законот на шеријатот за да ги извршувате своите намази 5 пати дневно. Немате потреба од законот на шеријатот искрено да се однесувате. Не ви треба наметнување на законот на шеријатот за да ве натера да зборувате вистина и да се појавите како сведок на суд, или кога и да се појавите како сведок, тоа да биде честно и искрено. Општеството каде кражбата станала секојдневие, каде владее неред, хаос, грабнување на тугите права, таму каде на судот ретко сведочи искрена личност, каде гнасниот јазик е вообичаен начин на изразување, каде не останала никаква пристојност во човековото однесување, како ќе очекувате функционирање на шеријатот? Како законот на шеријатот искрено ќе биде наметнат во таква држава, тоа е прашање. Потребна е соодветна атмосфера за наметнување на шеријатскиот закон. Јас на ова прашање му дадов поинаква форма и тоа беше разгледувано и се разбира, до сега не слушнав ниту еден одговор кој на вистина би го решил овој предмет. Факт е дека секоја земја има клима, но во таа клима не може да расте секое растение. Дрвото на урмата расте во пустина, но не и на ледениот север. Слично на тоа, црешите не можат да се засадат во пустина,
Тие бараат поинаква клима. Шеријатот исто така бара посебна клима. Ако не сте ја создале таа клима, тогаш шеријатот не може да биде наметнат. Секој пратеник, не само Мухаммед салаллаху алейхи веселем, најпрво создал здрава клима, а потоа го наметнувал Божиот закон по слободна волја, а не принудно. И кога општеството било подготвено, тогаш законите биле воведени и понатаму зацврстени, додека целиот законник не бил објавен. Тоа општество било во состојба да го носи товарот на законот на религијата, било тоа да се нарекува шеријатски закон или било кој друг закон. Во општеството, например, каде грабежот е вообичаено случување, каде лагата е секојдневна пракса, ако го воведете шеријатскиот закон и им ги исечете рацете на оние кои крадат, што ќе се случи? Дали е тоа целта на шеријатот? Не е само во прашање сентименталноста за религијата. Божјата волја ќе биде спроведена, во тоа нема сомнеш, но тоа ќе биде направено на соодветен начин, онака како Бог сака да направиме. Законот на шеријатот се користи за да се дојде до моќ. Јас на одредени политички водачи им предложив да ги повикаат сите муслимански зналци, за да реформираат еден мал град во Пакистан, а потоа таму да го наметнат законот на шеријатот. Например, Фаислабад е мал град или поголема населба, главно со трговци, популарен по своите расипани постапки. Предложив да биде повикана улемата од сите краишта на Пакистан, за да го реформираат тоа мало градче. Кога луѓето на тој мал град бидат во состојба да го носат товарот на шеријатот, тогаш треба да биде повикана владата да влезе и да ја преземе управата над законот на шеријатот. Но тоа нема да се случи. Ним не им е крижа. Тие со тоа не се занимаваат. Не е љубовта кон исламот она што ги поттикнува да го бараат законот на шеријатот. Тоа е само инструмент да дојдат на моќ, да се освои моќта и да се управува соопштеството во името на Бога. Соопштеството веќе управуваат расипани луѓе, свирепи луѓе, но тоа е направено во името на човековите суштества. Тоа може да се толерира до одреден степен. Но кога зверствата се прават во името на Бога, тоа е најлошо и најгрдо можно нешто кое може да му се случи на човекот. Како такви, многу пати мораме да размислиме дали законот на религијата може да биде наметнат како законска обврска. Јас лично се сомневам во тоа. Сега работата ја оставам тука. Ако мислите дека имаме време да му се вратиме на второто прашање, тогаш јас така и ќе направам. Ако не, ќе седиме и ќе дискутираме за ова што веќе го кажав. सर नहीं होता मरहला कोई सर नहीं होता. Денес го завршивме вториот дел од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Еселаму алейкум.